Македонија треба да преземе решителни и храбри чекори за да ги заштити работниците, но тоа не се случува. Тие не се заштитени ниту со првиот, ниту со вториот сет мерки, бидејќи владата ги слуша само сугестиите на бизнис заедницата. Револтирани се синдикатите. Гневни се бидејќи во економскиот совет немало место ниту за представник на синдикатите, ниту за активистите за работнички права. Десетина синдикати и невладините организации доставија пакет барања до владата, за кои сметаат дека треба итно да се воведат. Синдикатите сметаат дека секој кој ќе остане без работа треба да прима надомест од државата, независно дали работниот однос им престанал поради сопствена изјава, спогодбено или поради наводно нарушување на дисциплината. Многу работници изминативе недели беа измамени од страна на работодавачите и работниот однос им беше прекинат на овој начин и владата сега мора да ги заштити и овие работници. Да се предвиди и бремените жени на кои не им се продолжени договорите за работа или потпишале спогодбен отказ, да се стекнат со право на платено породилно отсуство од страна на државата. Синдикатите бараат да не им се дава финансиска помош на фирмите кои имаат отпуштено работници од почетокот на март, бидејќи според нив не е фер некоја компанија што поделила откази во изминатите неколку недели да може и покрај тоа да добива пари. И сугерираат на владата да донесе уредба за компаниите да не смеат да ги намалуваат платите повеќе од 20% и никако под нивото на минималната плата. Да се обезбеди заштита на хонорарците, фриленсерите, кои се најнесигурната категорија работници и немаат речиси никаква социјално ниту здравствено осигурување. Бараме овие работници, по примерот на самостојните уметници и спортистите, да добиваат финансиска подршка за месеците април-мај 2020 година, во месечен износ од 14.500 денари. 10 синдикати бараат и да се забрани пресметување камати за време траење на кризата од страна на банките, штеделниците, финансиските друштва и извршителите. Според нив треба да се поништи уредбата за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор. Бараат одредбите за користење на неискористениот дел од годишниот одмор за 2019 и делот од годишниот одмор за 2020 да се однесуваат на сите работници. Според синдикатите, надлежните институции треба навремено да реагираат за да спречат кршење на правата на работниците. Потписниците на барањата и порачаа на владата дека е крајно време да почне да ги консултира при носењето одлуки за да се спречи проширување на сиромаштијата.